Неодамна со жена ми го гледавме филмот Паразит од 2019 година, режиран од Бон Джун Хо. И останавме забезекнати, што би се рекло, од оваа двочасовна остра и софистицирана критика на социјалната нееднаквост. Со освоената Златна палма на Кан и Оскарот за најдобар филм, Паразит стана глобален феномен, кој не само што ја зацврсти позицијата на Јужна Кореја како светска кинематографска суперсила, туку и ја редефинираше границата на жанрот. Но некако подолго време го одбегнувавме, поради некои нејасни причини, и конечно му седнавме. Јужнокорејската кинематографија генерално одамна создава уметнички ремек дела кои ја комбинираат драмата, трилерот и социјалната сатира. Овој коктел од жанрови често се занимава со социјалните контрасти и тензиите што произлегуваат од класната борба. Филмовите како Олдбој од 2003 на Парк Чан Вук, Бърнинг од 2018 на Ли Чанг Донг и Memories of Murder од 2003 мојот личен фаворит, исто така на Бонг Джун Хо, нудат маестрална комбинација на тензија, емоции и социјална критика. Во сршта на овие филмови лежи фасцинацијата со темните датотеки на човековата психа и општествениот recycle bin. Олдбој обработува темата на осветата, Бърнинг танцува со екзистенцијалната нејаснотија, додека Memories of Murder ја истражува фрустрацијата на една неуспешна потрага по правда. Во Паразит, скривницата на богатата фамилија Парк станува централна метафора која го представува невидливиот, потиснатиот дел од општеството. Ова подземје истовремено буквално и символично го открива слојот на сиромашните кои преживуваат од остатоците на богатите. Ова ме потсети на нашето детство, кога како деца го истражувавме светот на социјалистичките скривници под нашите згради. За нас тие беа места за пушење цигари и криење од возрастните, но исто така и суптилен символ на нешто скриено, потиснато и тајно. Тие мрачни простори секогаш беа обоени со одредена мистерија и доза на неизвестност, како свет на паралелни животни приказни кои постојат само во сенките на секојдневието. Катакомбите на нашето детство, кои денес звучат како фрагмент од роман на Кавка, за нас беа храмови на авантура, бунт и никотинска интоксикација. Тие подземни простори, создадени за заштита од непријателски напади, завршија како наши импровизирани клубови. Додека денешните тинејџери ги минуваат вечерите со Netflix и TikTok, ние ги минувавме со општествено продуктивни активности како озборувањето. Таму учевме како да се интегрираме во наводници, во облаци чат и параноја дека некој од комшиите ќе ни упадне и ќе не наклевети на родителите. Интересно е дека скривниците иницијално создадени како места за безбедност, беа места за ризик да бидеш фатен, ризик да се препарираш од дим и недостаток на воздух, и ризик родителите да те казнат со доживотен домашен притвор. Но тоа беше и дел од магијата. Денес тие фигурираат како празни простори, архиви на една генерација која немаше интернет, но имаше многу идеи за тоа како да се биде бунтовен. Некои скривници се претворени во магацини, други стојат празни, а некои се полни со работи кои ќе ни се најдат некој ден. Но за мене тие остануваат места каде што сенките играат своја собствена улога, креирајќи паралелен свет на тајни откритија. Овие сенки, кои ги креа нашите мали побуни и соништа за слобода, потсетуваат на една поширока филозофска идеја. Онаа за сенките како символ на човековата ограничена перцепција за реалноста. Тука неизбежно мислата ме води кон едно од најпознатите алегории во историјата на филозофијата, Платоновата пештера, со што и ќе ја започнам денешнава приказна. Како и нашите скривници,
И пештерата на Платон ја отвора темата за световите што ги гледаме, оние што ги замислуваме и вистинската природа на реалноста. Дали животот во овие подземни простори, во светот на сенките, е навистина целина на она што постои? Или како што би рекол Платон, вистината е скриена некаде надвор во светот на светлината. Замислите огромна пештера, од прилика со големина на еден шопинг мол, и во таа пештера има 3 мажи. Овие 3 мажи клечат на подот во самата пештера, а пред нив имат зид. Но мажите се врзани со синџири, клечат и нивните вратови се оковани одзади, така што не можат да се движат. Не можат да гледаат ниту лево, ниту десно. Се што можете да гледаат право напред во зидот пред нив. Овие тројца мажи се во оваа состојба од нивното раѓање. Знам дека тоа звучи сурово, но не е, затоа што тие не знаат за ништо друго. Од самиот момент на нивното раѓање, тие биле оковани, клечат и гледаат право напред во зидот. Не знаат за светот лево или десно, туку единствено го гледаат она што е пред нив. Над зидот пред нив, слично како во кино, се појавуваат проекции, тоест сенки. За тројцата мажи се наоѓа поставен факел, а пред тој факел минуваат луѓе и животни. Сенките на тие луѓе и животни се проектираат над зидот. Па така, се што гледаат се сенки на луѓе, животни или некои други објекти. Но бидејќи тие израснале без да знаат ништо освен тоа што е над зидот пред нив, претпоставуваат дека овие сенки се реалноста. Тие ги доживуваат сенките како дводимензионално искуство. Им даваат имиња на овие појави и тоа станува нивниот свет, се што знаат. Сенките пред нив, дводимензионални и површни, се што постои за нив. Не знаат за тродимензионалност, не знаат за нешто подлабоко. Еден од тројцата успева да се ослободи од синџирите. Станува, се врти и гледа во аголот на пештерата мало процепче од светлина. Тој трга кон него, се искачува нагоре, го трга огромниот камен блок кој го затвара влезот во Исус Христос стил и ја напушта пештерата. Одеднаш се наоѓа себе си во вистинскиот свет надвор од пештерата. Сонцето сјае толку силно што го заслепува и не може да види ништо. Едноставно е премногу светло за неговите очи, бидејќи целиот живот гледал само сенки. Но, со тек на времето неговите очи се прилагодуваат и за прв пат во животот тој гледа вистински луѓе, вистински животни и тродимензионален свет. Во почетокот тоа е премногу за неговиот ум, но постепено успева да прифати, да isпроцесира и сваќа дека тоа што го гледа е неверојатно. Аромите, звуците, движењата, комуникацијата со другите луѓе, сето тоа го воодушевува. Тој конечно го разбира абсурдот на неговото претходно постоење долу во пештерата, каде што целиот свој свет бил сведен на сенки над зидот. По одредено време почнува се чувствува виновен што ги оставил своите ортаци долу, па се решава да се врати по нив во пештерата. Го отвара влезот, се симнува назад и ги наоѓа двајцата се уште врзани со главите насочени кон зидот, гледајќи во сенките и разговарајќи за нив, како што одсекогаш го правеле тоа. Тој се обидува да им објасни дека постои вистински свет надвор од пештерата, свет со вистински животни, луѓе и светлина. Но тие не можат да го разберат. Тие немаат никаква рамка за референца, затоа што се што знаат се сенките над зидот. Колку и да се обидува, не може да им ја објасни реалноста на тродимензионалниот свет, сонцето или аромите. За нив тоа е премногу апстрактно и непознато. По одредено време тие почнуваат да се лутат. Го
прогласуваат за лудак, го исмејуваат, па дори сакаат да го убијат вербално, бидејќи неговите зборови се премногу за нивниот ограничен свет. Тој сваќа дека нема што повеќе да прави и повторно ја напушта пештерата. И сега веројатно се прошувате каде води оваа приказна, и ова сценарио можеби звучи како нешто измислено од човек што пушел премногу и има некои визии, но тоа е всушност древна филозофска алегорија, стара повеќе од 2500 години. Тоа е познато како Платоновата алегорија на пештерата, филозофски експеримент кој го смислил Платон за да ја илустрира идејата за знаењето и просветленоста. Некои веруваат дека оваа алегорија е инспирирана од Платоновиот учител Сократ, големиот Сократ, кој бил осуден на смрт бидејќи неговите учења биле премногу дестабилизирачки за општеството и политичкиот систем на неговото време. Алегоријата ја илустрира опасноста кога некој достигнува толку напредно ниво на знаење и просветление, што кога се обидува да го сподели тоа со другите, наидува на отпор, па дури и на насилство затоа што го подкопува постоечкиот начин на размислување и перцепција. Може би ова има некаква врска со теориите на Карл Роджерс за реалното и идеалното јас. Значи сенките над зидот си идеалот, тие не се реални, тие се само проекции кои општеството и културата ги проектира во нашите умови како реалност. Но тие си идеали. Слично како рекламите. Рекламите се денешните сенки над зидот кои ни ветуваат дека ќе станеме подобра верзија од себе си, а ние им веруваме. Тие се сенките и зидот во Платоновата пештера. Но некои би рекле дека доколку пештерата на Платон беше вистинска, ако таа беше реална, ако имавме тројца луѓе кои од раѓање не знаеле ништо освен за сенките над зидот и одеднаш ги соочуваме со тродимензионалната реалност, тие би доживеале она што се нарекува шок од иднината. Промената во нивната перцепција би била толку голема што двајцата би цркнале од шок. Ова е теорија која футуристите ја имаат за забрзаните промени во технологијата. И кога велам футуристи, мислам на луѓето кои ја проучуваат иднината, а не за уметничкото движење футуризам од Италија, кое е тесно поврзано со фашизмот. Ако ја погледнеме технологијата низ историјата, например од времето на Исус па до времето на норманите, промените не би биле воопшто драстични. Значи, имало подобри ковачки техники, но луѓето се уште живееле во скромни колиби и користеле коњи. Но, ако споредиме година 1000 со година 2000, нивото на технолошка промена е лудо. Ако земеме човек од времето на Исус и го однесеме во времето на норманската инвазија во 1066 година, тој човек би доживеал шок од иднината, но сепак би можел да се прилагоди. Но ако земеме човек од норманската инвазија и го донесеме во 2000-тите години, тој би умрел од шок. Автомобили, телевизори, сето тоа би било премногу. Дури ако земеме човек од 1920-тите години и го донесеме само 100 години подоцна, тој би бил целосно збунет. Замислете што би мислел за нашите модерни автомобили, компјутери, интернет, телефони и така натаму. Промената е огромна. И тоа само за 100 години разлика. Ова е пример за забрзаните промени, кои значително ја надминуваат способноста на човечкиот мозок за адаптација. Но, биолошки гледано, луѓето од времето на Христос и ние денес сме речиси идентични. Биолошки не сме се сменили воопшто, ниту во времето на Христос, па дури 3-40 години наназад, кога сме станале во наводници модерни луѓе. Па понекогаш се прашува, што мисли нашиот кутар мозок за се во ова?
нашите мозоци кои се развиени како мозоците на пештерските луѓе сега мораат да се справуваат со модерната технологија. Еве една радикална теза. Земете го вашиот паметен телефон. Поголем дел од денот го минуваме допирајќи го стаклото, само допирајќи стакло. Го правиме тоа сите, го правам и јас. Се прашувам дали пештерскиот дел од мојот мозок мисли дека сум затворен во некој вид затвор, во стаклено звоно, или сум во некоја уметничка инсталација од вечно несватена хипстерана. Ова е токму тоа. Нашите мозоци едноставно не можат целосно да го разберат општеството. Дури и физичките реакции како анксиозноста се уште се поврзани со биолошките одговори од минатото. Знаете оној чуден одговор на страв, кога велиме дека се плашиме до толку што имаме потреба за голема нужда. Тоа е навистина чудна физичка реакција, но таа е дел од нашиот мозок, поточно од делот наречен амигдала. Амигдалата е малиот древен дел од нашиот мозок, кој некои го нарекуваат мозокот на гуштерот. Ако се вратиме милиони години наназад, нашите најрани предци биле мали суштества слични на гуштери кои излегле од океанот. Тоа било многу пред диносаурусите. Овие мали гуштери имале едноставни мозоци, главно составени од амигдала и основни инстинкти. Тие мозоци функционирале на бинарен начин, кога да јадат, кога да бегаат и кога да се размножуваат. Тие трите работи биле основата на се. Но и покрај нашата комплексност како човечки суштества, ние се уште имаме оваа мала амигдала во нашиот мозок. Кај тие мали гуштери од пред милион години, кога би биле нападнати од поголем гуштер за да се спасат, нивното тело ќе се ослободело од тежината преку дефекација или народски познато како какање. Со тоа, тие ја намалувале тежината на телото и можеле побрзо да бегаат. Денес, ти и јас се уште го доживуваме тој примитивен импулс, кога ќе се исплашиме, она чувство дека ќе се испуштиш од страв. Тоа е предизвикано од нашата примитивна амигдала, која ги активира нашите емоции. Сепак ако добиеш паничен напад во шопинг мол или во библиотека, дефекацијата нема многу да ти помогне и нема драстично да ја намали твојата тежина, за да можеш побрзо да избегаш. Ова само покажува колку ирационални може да бидат стравот и анксиозноста. Например, кога ќе почувствуваш наплив на страв, амигдалата активира жлезата за адреналин, која го ослободува адреналинот во твоето тело. Твоето срце почнува да чука силно, дишењето станува плитко, варењето престанува и телото те подготвува или за борба, или за бегство. Но изворот на стравот не е некое големо животно што ќе те нападне, туку е заканата за твоето чувство на себе си, твојата самодоверба или твојот идентитет. Кога размислувам за теоријата на шокот и днината, ова ме држи буден навечер. Се прашувам, ако земеме луѓе од минатото, например од 1920 година, и ги донесеме во денешно време, дали тие навистина би цркнале од шок. Но како би можеле да го истестираме тоа, освен ако не со временска машина, која за жал ја немаме. Ова ме потсети на една приказна за време на Втора светска војна, поточно за Тихоокеанскиот театар на војната. Во раните 1940 години, Соединетите американски држави се вклучиле во војната како одговор на нападите на јапонците врз Перл Харбор. Поголемиот дел од американските конфликти за време на Втората светска војна се случувале во Тихиот океан, каде што борбите се воделе на вода и воздух против јапонците. Тихиот океан е огромен, со многу мали острови, од кои многу сега исчезнуваат поради глобалното затоплување. Во тоа време,
американските и јапонските војници користеле дел од овие острови како бази за слетување на своите авиони или за други воени цели. Но на овие острови живееле домородни луѓе, меланезиски племиња, кои биле речиси целосно изолирани од надворешниот свет. Овие племиња кои никогаш немале контакт со други цивилизации, користеле технологија од каменото време. Оваа технолошка заостанатост главно се должи на нивната средина. Тие немале добиток што би можеле да го користат за земјоделие и наместо тоа се обработувале рачно, а главниот извор на јагле хидрати биле коренестите растенија. За време на војната, овие луѓе за прв пат доживеале контакт со модерната технологија, со авиони, машини, автомобили и сето тоа ненајдено се појавило на нивните острови. Тоа било како луѓе од каменот доба да бидат соочени со модерна технологија. Тоа е вистинскиот шок од иднината. Но, интересно, меланезиските племиња не доживееле шок до степен на целосна неподвижност или смрт, иако овој контакт со модерната технологија бил екстремно стресен за нив, тие сепак успеале на некој начин да се адаптираат. Овие луѓе од малите острови на Пацификот, кои живееле мирен и изолиран живот, одеднаш се нашле среде војна. Нивните мали острови станале место каде што авиони летаат над нив, разменувајќи огани бомби. За нив тоа било како инвазија од вонземјани. Слично на филмот Ден на независноста, каде огромни вселенски бродови лебдат над главните градови на светот и веројатно токму така изгледало ова за меланезиските народи. Она што е специфично за некои култури на овие острови и нивниот хиерархиски систем, кој антрополозите го нарекуваат систем на големиот човек. Во овој систем статусот во заедницата не зависи од тоа колку си силен во борбите и битките или колку имаш имот. Бидејќи овие заедници биле мали и изолирани, имотот не бил воопшто голем фактор. Наместо тоа, статусот зависел од влијанието, од способноста да се распределат ресурсите, да се раскажуваат добри приказни и да се разменуваат предмети и добра. Големите луѓе во наводници биле оние кои можеле најдобро да влијаат и да тргуваат. Од друга страна, оние кои немале оваа способност биле нарекувани луѓе за отпад или безвредни луѓе. Во тој контекст, кога американските и јапонските војници пристигнале на островите, носејќи со себе лименки Кока-кола, чоколади, фармерки, радиоапарати и така натаму, тоа ја нарушило постојаната хиерархија. Домородците кои ги примале овие напредни предмети почнале да се чувствуваат безвредни и луѓе за отпад, бидејќи овие предмети биле надвор од нивниот домен на разбирање и моќ. Кога завршила Втората светска војна, јапонските и американските војници ненајдено заминале. Нивната комуникација со домородните племиња и онака била ограничена поради јазичните бариери, па кога војната завршила, домородните заедници останале збунети. Што се случило и каде отишле? За нив тоа било како вонземјаните да слетале, да направиле хаос и пустош и потоа да исчезнат без поздрав и објаснување. Со тек на времето, меѓународните трговски патишта во Тихиот океан се воспоставувале и понекогаш на неколку години некој товар би избил на брегот. Например, неколку конзерви со храна или неколку лименки Кока-кола, воена облека, джинс и така натаму. Ова ги натерало меланезиските заедници да развијат верување дека американските и јапонските војници биле богови, а товарот што се појавувал на брегот бил
дар од боговите. И тогаш започнало нешто навистина необично. Домородците почнале да развиваат религиозни ритуали и верувања, гледајќи на американската култура како Божја култура. Тие почнале да го реплицираат однесувањето на американските војници додека биле на островот, гледајќи на тоа како божествена култура. Во 50-тите и 60-тите години на минатиот век, меланезиските племиња почнале да прават собствени писти од бамбус, бескорисни писти, заедно со контролни кули исто така направени од бамбус. Тие изработувале слушалки од парчиња дрво и визуелно ги имитирале ритуалите на контролата на летање кои американските војници ги користеле за атерирање на своите авиони. Овие племиња верувале дека ако ги изведуваат овие ритуали, имитирајќи ги американските војници, тоа ќе резултира со тоа што ќе се појават повеќе дарови од боговите. И оваа појава е позната како карго култ. Овие култови сега се религии. Еден од најпознатите е култот Џон Фрум, кој е најголем и најзначаен. На мал остров наречен Тана, луѓето го обожуваат ликот на американскиот војник, за кој веруваат дека е божество. Луѓето од овој карго култ го очекуваат второто доаѓање на американскиот војник, за кој веруваат дека е божествено суштество. Тие се уште ги изведуваат овие ритуали, верувајќи дека тој ќе се врати и ќе им донесе телевизор, ќе им донесе Кока-кола, фрижидер, радио и така натаму. Како дел од нивните ритуали, тие прават лажни писти, лажни авиони и лажни контролни кули, изведувајќи ги како дел од нивната религија. Имаат и американско знаме, кое го обожаваат. Тие веруваат дека Џон Фрум е американски војник кој можеби бил особено љубезен кон нив, делики чоколада и Кока-кола. И тие веруваат дека тој ќе се врати како бог и ќе им донесе уште повеќе дарови. Секоја година го слават денот на Џон Фрум, кога старешините на племето облекуваат стари фармерки, останати од војниците, и ги бојат градите со буквите USA, изведуваат воени вежби, држики стапови наместо орушје и веат американско знаме. Овие карго култови не се ограничени само на Џон Фрум и приказната не застанува овде, затоа што постојат и други, како што се култот на Том Неви, каде што племињата обожаваат американски морнарички офицер. Но најчудниот од сите е култот во Микронезија, каде што луѓето го обожаваат принц Филип, сопругот на Елизабета. Тие веруваат дека тоа е белокожниот дух од планините и со нетрпение го очекуваат неговото враќање на нивниот остров за да им донесе дарови. Во суштина, карго култовите се како луѓето од пештерата на Платон. Тие гледале само сенки над зидот, а потоа кога американските и јапонските авиони пристигнале, тие станале нивниот надворешен свет. Но наместо да ги убијат или да умрат од шок од иднината, тие ги обожавале. Ги обожавале американците, ги обожавале јапонците, па дури принцот Филип. Тоа е мојата теза, дека карго култовите се модерна интерпретација на алегоријата на пештерата на Платон. А ако ова епизода малце ги осветли вашите сенки во умот, слободно споделете ја со пријатели, непријатели, роднини, комшии и колеги. Сабскрајбнете, искоментирајте, споделете. Но доколку сакате финансиски да ја поддржите содржината на Тантрум Радио, во опис има линк до PayPal. Частете ме пиво, частете ме кафе, чај, антибиотик, пробиотик. Јас се наоѓам маани. Бидете добри
и се слушаме.